Беше тоа на 15 март 1915 година, кога во Скопје е роден Венко Марковски, поет, драмски автор, еден од основоположниците на современата македонска литература. Автор е на првите поетски книги на македонски јазик, Народни бигори и Огинот, објавени во 1938 година. Други негови дела се Дуња, Чудна е Македонија, Орлите на Македонија, Климе и други. Умре во Софија на 7 јануари 1987 година. На 15 март 1935 година во Кронцелево, Егејска Македонија, се родил Ташко Георгиевски, македонски раскажувач, романописец и филмски сценарист. Главна тема кај Георгиевски се трагичните прогонства и пресоби на егејските македонци, нивните несреќи и раселувања. Членува во Македонската академија на науките и уметностите од 1983 година. Работел во редакцијата на вестникот Млад борец и во списанието Современост. Бил уредник во Македонската телевизија и во издавачките куќи Мисла и Македонска книга. Носител е на голем број државни награди и признанија. Беше тоа на 15 март 1974 година, кога во Скопје умре Глигор Смокварски, македонски композитор, кларинетист и музиколог. Тој е првиот кларинетист на Скопската опера и на Македонската филхармонија. Во неговото творештво доминираат фолклорните теми. Автор е на првиот македонски балет Македонска повест, роден е во селото Будинарци, Беровско, на 8 мај 1914 година. Беше тоа на 15 март 1993 година, кога Пошта на Македонија, вклучувајќи се во активноста за меѓународно признавање на Република Македонија, ја промовира редовната поштанска марка со мотив на знамето на Република Македонија. Беше тоа на 15 март 2000 година, кога во Скопје умре Живко Јаневски, уредник на фотографија во Нова Македонија, голем мајстор на фотографијата. Роден е во селото Градско Велешко на 1 август 1940 година. Петнаесети март е светски ден за заштита на правата на потрошувачите.